Почитувани, Венко Филипче е главниот лик во аферата провизии кои чинат животи. Тој, иако не смел, дозволил изградба на модуларни болници со неогноотпорни материјали. Венко Филипче ги направил модуларните болници буквално како картонски кутии запалливи за секунда. Имено Артан Етеми, поранешниот економски директор во Тетовската болница, кој е осуден на 1,5 година затвор за случајот со модуларната болница, до последен момент одбивал да ја прими и да ја пушти во употреба модуларната болница. Откако вчера обелоденивме дека е направен скандал во здравството со противзаконското поставување на модуларни болници низ целата територија на Република Македонија, каде што, за жал, загинаа 14 луѓе, денес продолжуваме со нови информации за вистината за модуларната болница. Да подсетиме, болниците кои биле набавени и поставени како стоки, кои во ниту еден случај не можат да бидат користени како објекти за здравствена дејност, биле направени според техничка спецификација на лице поставено од Венко Филипче. Зошто повторно го споменуваме ова? Затоа што повеќето директори на болници низ целата Македонија се противеле на поставување на модуларни болници, бидејќи немало приклучоци, немало надзор, немале средства за да платат приклучоци, да ангажираат фирми и така натаму. Во овој дел, Светска банка барала да види одобрение за поставување и употреба на модуларните болници и извод од катастар, со цел за да се покаже одржливост на проектот. Но одобрение не можела да издаде ниту општината, ниту Министерството за транспорт и врски, бидејќи не е запазена процедурата и одредбите од Законот за градење. Катастарот одбивал да врши упис на истите, бидејќи се набавени како стоки, и нема извештај од надзор согласно член 74 од Законот за градење за да се запишат, а катастар врши упис само на недвижности. Економскиот директор на Тетовската болница, каде што се случи пожарот, до последен момент се противил на поставување на модуларните болници, бидејќи не се опремени за да се издава здравствена и медицинска нега, ниту пак биле во рамките на законските прописи. Сепак, со одлука на Министерството за здравство и тогашниот министер Венко Филипче, модуларните болници се пуштаат во употреба. Клучен факт е дека во моментот на критичниот настан, модуларната болница во Тетово нема одобрение ниту за поставување, ниту за употреба од Министерството за здравство. Болницата изгорела за неполни 2 минути, зашто има и снимки, листа на документи и докази кои јавното обвинителство ги крие. Венко Филипче дозволил пациенти со тешка клиничка слика да се лекуваат во објекти кои не можеле да служат за ништо друго, освен како настрешници. Се поставува прашањето, дали јавното обвинителство го штити Филипче? Зошто обвинетите, поранешни директори на Тетовската болница, рекоа дека вистинскиот виновник треба да седи до нив на обвинителната клупа, а тоа е Венко Филипче? Зошто Филипче е иземен од целата оваа ситуација? Дали судиите одработуваат за него во знак на благодарност за можноста да бидат избрани? Почитувани, вистината за модуларната болница јавноста заслужува да ја дознае. Продолжуваме и утре во 12 часот со нови скандали поврзани со договорите помеѓу Министерството за здравство и носителот на набавката. Ви благодарам.